Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Со имотот на Попова шапка ќе раководи ново друштво откако АДСМ го одвои од Елем Турс. Ќе им се помогне на општините да инвестираат во инфраструктура за вода за пиење и канализација. Ќе се градат и 5 депонии. Полицијата спроведува активности за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот во Тетово, кои уште повеќе ќе се интензивираат пред доаѓањето на времено вработените од странство. АДСМ го одвои имотот на фирмата ќерка Елем Турс со формирање на 2 нови предпријатија, од кои едното ќе го носи името Ски центар Попова шапка Доел Тетово, кое понатаму ќе треба да биде превземено од стратешкиот инвеститор Техно Алпин, најавен изминатите денови од владата. Со имотот на Попова шапка ќе раководи ново друштво откако АДСМ го одвои од Елем Турс. Формирањето на Ски центар Попова шапка Доел Тетово е првиот чекор кој треба да води кон модернизација на скијачкиот центар, процес на кој претходно инсистираа невладините организации. Одвојувањето на Попова шапка веќе е започнато. Тоа значи дека е формирана новата друштва Ски центар Попова шапка. Друштвото е формирано од страна на АДСМ како оснивач и е во државна собственост. Одвојувањето на Попова шапка од другите туристички капацитети или да кажеме од Елем Турс беше барано и од невладиниот сектор неколку пати. Освен тоа имаше формирано и работна група од страна на Министерството за економија, која што на почеток почна да работи на оваа тема и еве доаѓаме до крајот кога веќе е формирано друштвото и ова барање веќе е исполнето. Одвојувањето е една од клучните процеси или работи кои што треба да биде поедноставно и полесно до моментот на склучување на договорот со странскиот инвеститор кој што веќе е најавено. Ова ќе му помогне на процесот, пошто целиот имот на Попова шапка ќе му биде префрлено на новото друштво и ќе биде чисто друштво без долгови. Друштвото ќе биде преземено од италијанската компанија Техно Алпин, откако ќе биде потпишан договорот, пошто идната година треба да се реализираат најавените инвестиции. Познавачите на приликите посочија дека за развојот на Попова шапка не е доволно само да се модернизира скијачката инфраструктура. Мора да се средат и проблемите со викенд населбата, дивоградбите и комуналиите. Од општина Тетово тврдат дека ред би се вовел со долгоочекуваното донесување на генералниот урбанистички план. Во рамки на нашите надлежности веќе започнавме со рушење на некои дивоградби. Во план е да се донесе урбанистички план за да воспоставиме ред како што доликува на еден зимски центар и во иднина да се гради плански. Имаме и други проекти кои се надеваме кога ќе имаме можност дека ќе ги реализираме. Инаку оваа зима Попова шапка ќе функционира како и досега, а оваа година и со благо зголемени цени на дневните ски билети. Најавените врнежи од снег би требало да ја отворат сезоната во втората половина на месецов. Електроенергетскиот систем во државата е стабилен, истакна Виктор Андонов, соработникот за енергетика во владата, и апелираше да се пријават сите кои се таргетирани со мерката за поевтина струја од 1 јануари. Изминатото деноноќе произведени се вкупно 13.089 мегават часови на електрична енергија, од кои 11.011 мегават часови електрична енергија од термоелектраните, додека 2078 мегават часови на електрична енергија од обновливи извори на енергија, односно од големите хидроелектрани и ветерните електрани. Со ова производство на електрична енергија целосно се задоволени потребите на домаќинствата и на малите потрошувачи. Направена е и набавка од 2210 мегават часови електрична енергија, со кое што се задоволени потребите на
болниците, градинките, училиштата, јавните предпријатија, капацитетите од прехранбената индустрија и објекти од витална инфраструктура на државата. Електроенергетскиот систем во државата е стабилен и функционален. Сакам да повториме уште еднаш дека сите потреби на граѓаните и на малите потрошувачи на регулираниот пазар целосно се задоволени од сопственото производство од ЕСМ. Во оваа насока е информацијата која што ја сподели ЕСМ дека производството на електрична енергија од домашни извори за периодот од јануари до ноември оваа година во споредба со истиот период лани е зголемено. Мерките на владата за обезбедување на поевтина електрична енергија по фиксна цена за прехранбената индустрија, јавно-комуналните предпријатија и средни и основни училишта во текот на декември се реализираат и веќе над 500 од субјекти кои се пријавија користат електрична енергија по субвенционирана цена. Упатувам апел до сите останати субјекти кои ги исполнуваат условите и се наоѓаат во таргетираните сектори да се пријават и од 1 јануари да користат поевтина струја по фиксна цена. Сите треба да бидеме одговорни и рационално да се однесуваме во услови на енергетска криза. Во периодот што следува ќе се носат важни одлуки за цената на електричната енергија. Овде сакам да напоменам дека конечната цена ја носи Регулаторната комисија за енергетика. Владата одлучува за цената на електричната енергија произведена од ЕСМ, која е само една компонента во крајната цена. Преку договор со Европската банка за инвестиции во вредност од 50 милиони евра ќе им се помогне на општините да инвестираат во инфраструктура за вода за пиење и канализација. Дополнително со заем од Европската банка за развој и обнова во висина од 55 милиони евра ќе се градат депонии во 5 региони во нашата држава, посочи министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини во интервју за Радио Слободна Европа. Сега сме подпишале пред месец, сме подпишале договор со Европската банка за инвестиција, 50 милиони евра да поддржаме општините да инвестираат на инфраструктура за вода за пиење и за канализација. Сега помина и нов друг закон, заем од ЕБОР, 55,6 милиони евра од ЕБОР, да инвестираме на инфраструктура, да изградиме депонии во 5 региони во нашата држава. Плюс со тоа имаме добиена 9 милиони швајцарска франка од швајцарската држава, како грант компонента за изградба на депонии и за да имаме еднаш и за секогаш да имаме една управување со отпад и сме аплицирале и во WBIF. Прва одговор е позитивно, тоа значи дека да добиеме и грант компонента од тоа и ќе имаме околу 80 милиони евра да управиме со тие региони, јужно-западниот, Пелагонски, Вардар, Полокски и South-East, јужниот, источниот регион. А за другите, извини да продолжим, заради таа не е целата финансиски моќ што имаме ние и од ИПА проекти, ИПА програмата. Ке почнеме со изградба на централната депонија во Свети Никол за северно-источна и источниот регион. Таа е околу 40 милиони евра инвестираме. Тоа е грант компонента и со буџетот на државата, 15% е секогаш од нашиот буџет. И за пречиствана станица во Скопје. Ние како министерство сме подпишале договори со и ЕИБ и ЕБОР, заедно со град Скопје и водовод Скопје, заем од 126 милиони евра, плюс 72 милиони грант компонента. Ова не е целосно, ова не е во буџетот на министерство, но овие се наши инструменти кои ние употребиме да инвестираме за почиста животна средина и поодржлив развој. Полицијата со несмарено темпо спроведува активности за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот во Тетово, кои уште повеќе ќе се интензивираат пред доаѓањето на времено вработените во странство. Во разговор со Зоран Чоталев, командир на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, ги посочува причините за сообраќајниот метеж во градот, но и апелира на доследно почитување на прописите и правилата. Предпразниците доаѓаат времено вработените во странство, па се очекуваат малку поголеми гужви во овој период. Какви се искуствата од минатите години? Што да очекуваме оваа година?
Значи искуствата се големи и согласно тоа нели преземаме дополнителни мерки за облажување на тие последици. Во овој период на годината знаеме дека и вие знаете дека доаѓаат доста голем број на наши иселеници кои што ги поминуваат празничните одмори овде. Очекуваме доста голем број на возила и согласно тоа нели очекуваме и метеж по улиците. Меѓутоа ние сме тука да ги превенираме состојбите и да се поставиме Како да се превенираат ваквите гужви? Па би се превенирало со избегнување на непотребно користење на возила. Ние сите знаеме дека Тетово има мала тесна инфраструктура и преголем број на возила што циркулираат на дневна основа низ Каков е бројот на возила? Колку има регистрирани, колку на дневно ниво, затоа што нели не се само од Тетово, доаѓаат и од други градови, од населените места кои што се околу. Да, Тетово и не е толку голем град, меѓутоа околината, значи имаме големи села, големи населби, имаме 4 или 5 општини сега, значи мислам дека согласно бројките негде на околу 45.000 возила имаме регистрирано минатата годинава немаме точна бројка. Ако ги придодадеме и возилата кои што циркулираат на дневна основа, на тоа и возилата кои што би дошле, нели, наши гастарбајтери, сигурно дека бројката е голема. Споменавте дека дел од причините се затоа што нели секој сака со возило да стигне до саканата дестинација, меѓутоа и патната инфраструктура. Да. Може ли подетално зошто се создаваат толкави гужви? Па, имаме, значи, Тетово како град имаме, значи, 3 булевара и мислам дека тие се малку нефункционални. Тука би требало малку да се општинските власти да се позанимаваат, значи да се прошират улици, да се менува инфраструктурата. Значи, навиките да се менуваат на луѓето, ние сите знаеме, вие гледате на секојдневно, значи, имаме лоши навики што треба да ги менуваме, се разбира, ако сакаме да функционираме. Сите сме одговорни за сообраќајот. Не може да се остави само на полицијата. Сите треба да допринесеме за уреден и безбеден сообраќај. За тоа се предпоставувам и казните кои што секојдневно ги изрекувате. Во полициските билтени секојдневно имаме голем број казни. Пример од 20 до 30 подигнати возила, голем број на неправилни нели вршење действие и разни други прекршоци. Какви мерки, нели вие имате и редовни и вонредни акцијски контроли? На кој начин ги спроведувате и кои се најчестите прекршоци кои што се прават? Па да, сигурно дека ни одзема големо енергија истото. Меѓутоа мораме согласно нели безбедносната состојба, а таа не е баш најсјајна. Исто продолжуваме понатаму. Се доека, како што кажав, не ги сменеме навиките и не го чиниме тоа што нели не сакаме на нас да ни го чинат. Да стануваме каде сакаме и затоа се соочуваат со казни. Значи би апелирал доколку не може, значи да се најде паркинг простор, да се потрудиме да не сметаме на другите пешаците, да избегнуваат непотребно задржување на коловоз, да поминуваат на места каде што треба каде што е обележено. И така натаму. Полициската статистика обично вели дека пребрзото возење е еден од главните прекршоци кои што ги прават возачите. Која е најголемата брзина која што ја сте фатиле на радар? Па мислам дека негде над 250 км на час. На автопат, така? На автопат, да. На крај една порака до возачите и до пешаците, затоа што нели тие се учесници во сообраќајот. Внимание, трпение. И се разбира, за возачите непотребно движење да се избегнува, затоа што нели да се сакаме природата, да се движиме пешки и за нашето здравје е добро. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на Министерството за внатрешни работи.
Вчера во 23 часот и 45 минути во село Неготино, Гостиварско, од полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово, лишени од слобода се 18-годишник, 21-годишник и еден малолетник, сите од село Добридол, Гостиварско, затоа што кај малолетникот била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Секторот за внатрешни работи Тетово поднесе кривична пријава против 56 годишен гостиварец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, загрозување со опасно орудие, притепачка или караница. На 16 октомври годинава во угостителски објект во Гостивар, по претходна расправија, пријавениот со нож се заканувал и се обидал да нападне едно лице, информираат од Министерството за внатрешни работи. Откако за само една недела во земјава се евидентирани 3 случаи на булинг кај малолетници, Министерката за труд и социјална политика најави воспитни мерки за насилниците. Треба да ги охрабриме и децата и родителите да пријавуваат секакво насилство во училиштата од врсници. Министерството за труд и социјална политика преку центрите за социјална работа веднаш по пријавата реагира, така и во сите случаи досега што сме добиле преку центрите. Центарот излегува на терен, разговара со стручната служба, разговара со децата, разговара со родителите и ги превзема сите мерки согласно закон. Во сите овие случаи кај што е утврдено дека насилството од врсници навистина е сторено, тога се взимаат мерки согласно законот за малолетничка правда, односно за правата на децата, за правда на децата, според кои се изрекуваат воспитни мерки за сите оние деца кои што вршат насилство врз своите врсници. Приватното средно училиште Јахја Кемал од Тетовското камењане на 17 декември ќе го организира 11-тиот надпревар по англиски јазик за доделување ученички стипендии. Пријавувањето се одвива по електронски пат, а крајниот рок за пријавување е 15 декември. Приватното средно училиште Јахја Кемал од Тетовско камењане на 17 декември 2022 година во недела со почеток од 11 часот ќе го организира 11-тиот надпревар по англиски јазик за доделување на ученички стипендии. Надпреварот ќе се одвива меѓу ученици од 9-то оделение, кои планираат да го продолжат своето образование во ова приватно средно училиште. Основните училишта и предметните наставници по англиски јазик во електронска форма можат да пријават најмногу 10 ученици од своето училиште. Крајниот рок за пријавување е 15 декември 2022 година. За приватното средно училиште Јахја Кемал во Камењане, општина Боговиње, можат да се пријавуваат училиштата од општините Тетово, Гостивар, Боговиње, Желино, Брвеница, Јегуновце, Теарце, Врапчиште и Маврово, Ростуше. Пријавувањето се одвива преку следната имейл адреса: orhan.mustafa@ykkc.edu.mk. Од денот на отворањето и почетокот на реализација на воспитно-образовната дејност, приватното средно училиште Јахја Кемал постојано организира или е домаќин на повеќе научни, социјални, културни, спортски и други активности. Целта на овие активности е да се мотивираат учениците да посветат повеќе внимание на науката и образованието, а како резултат на постигнатиот успех од надпреварите да се наградуваат и да им се доделат стипендии за упис во нашето училиште, информираат од приватното средно училиште Јахја Кемал.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте и имајте пријатен викенд.